Добар ден, номадска епизода на Моја сторија. Се наоѓаме во живо во нашето привремено ново студио во Europe House во Крива Паланка. Најнапред, како и секоја епизода, предлагам да ги погледнеме поентите кои што ги добивме од претходната, а темата во претходната беше финансиската стабилност и независност кај младите во Македонија. Да ги погледнеме поентите, па се враќаме повторно во студиото. Главните приоритети на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија е намалување на младинската невработеност и зголемување на вработливоста на младите луѓе, а тоа се преку нивно вклучување во годишните оперативни планови за вработување. Финансиската писменост за младите би било да можат да си го дозволат она што им е потребно, дали е тоа образование или некои лични желби, без помош од никој од страна. Според официјални бројки, значи во Европа просекот е 26 години на самостојување. Некаде стига и во Шведска испод 18 години. За разлика од Хрватска, каде што пак е некаде како и кај нас 32 години. Финансиските причини најмногу влијаат врз самодовербата на младите. Младите луѓе немаат таа храброст да започнат нешто ново, стрикно ради тоа што немаат повеќе приходи. Преку законот за млади да се наложи сите институции да назначат државни службеници за млади кои ќе одговараат за проблемите и прашањата од младите и за младите. Североистокот во Македонија, согласно местоположбата, се наоѓа долж границата со Србија, Косово и Бугарија. Кога ќе се спомне Североисток, тогаш се мисли обично на Куманово, Кратово, Крива Паланка, но опфаќа и рурални средини како што се Липково, Старо Нагоричане и Ранковци. Како е животот на младите во овие региони? Каква перспектива гледаат и градат овде? Имаат ли надеж дека можат да успеат тука или пак единствено гледаат надеж во тоа дека треба да отпатуваат и да живеат негде на страна? Денеска во студиото имаме група на млади луѓе со кои што ќе ја дискутираме оваа тема, а пред да почнеме со прашања за нив и со дискусија, предлагам да го погледнеме нашето видео за баш оваа тема. Младите се иднината е на младите. Тие се центар на случувањата. Но каква е нивната сегашност во земјава? Што е со младите во североисточниот регион? Согласно местоположбата, североистокот се наоѓа долж границата со Косово, Србија и Бугарија, опфаќајќи рурални и урбани средини. Липково, Старо Нагоричане и Ранковце се вбројуваат во руралните општини, а останатите Куманово, Кратово и Крива Паланка во урбаните. Според статистиката, овој регион е најнеразвиен во државата. Голем број домаќинства се корисници на социјална помош, па така регионот заостанува во развој и може да се каже дека е еден од најсиромашните. Во вакви услови и животен стандард се прашуваме каков може да биде животот на младите во овој регион. Како и во повеќето региони низ целата држава, и овде голем број млади, незадоволни од условите што им се нудат, одлучија среќата да ја побараат во развиените земји во потрага по почисто, позелено, покултурно и пообразовно општество. Социјалниот и културниот живот е сведен на минимум, без многу локални младински совети, со само еден професионален театар кој се наоѓа во Куманово и кино кое на хартија постои, но во реалноста го нема, не функционира. Па така младите, за да го гледаат Джокер или Брзи и бесни, мораат да патуваат до главниот град. И културните настани не се многубројни и тие главно доминираат во урбаните средини. Во овој регион може да ги посетите деновите на комедија, бројни ликовни колонии, меѓународниот тамбурашки фестивал, Кратовското културно лето. Но младите бараат културни настани од секаков вид. Велат, уметност не се само установите. Таа може да се роди и да се развива и во напуштените објекти, поранешните фабрики, неуредените зелени површини и слично. Уметноста може да биде насекаде доколку и се даде шанса.
И во останатите региони сликата не е розова. Општинските власти велат да знаеме, ја следиме состојбата, но никако да се превземе некој покрупен чекор. Тоа да го направи некој друг. Па така, единствена светла точка која неодамна ја доби овој регион со седиште во Крива Паланка е отворањето на Европската куќа. Модерно урбано катче за средби, учење, дружба и организирање културни активности е можност за младите во Крива Паланка. Европската куќа е нивниот втор дом да ја изразат својата креативност и корисно да го поминат своето слободно време. Во Куманово Центарот за култура е исто така отворена установа за младите. На располагање имаат значаен простор каде можат да ги реализираат своите идеи, но потребна е помош и од градот за подобри услови на центарот. Во спортот состојбата е малку понадежна. Спортски терени има, не се многу, но доволно за младите да го развијат спортскиот дух. Потврда се и постигнатите високи резултати на женскиот кошаркарски клуб од Крива Паланка, на ракометарките и атлетичарите од Куманово. Недостигаат само повеќе велосипедски патеки за оние кои не се заинтересирани за некои од професионалните спортови. Иако за кино младите од овој регион мора да патуваат до Скопје, за рекреативните места е сосема поинаку. Североистокот изобилува со атрактивни локации за излет, меѓу кои мегалитската обсерваторија Кокино, Осоговскиот предел, Бислим, Куклица и многу други. Ете, како што кажавме, голем дел од работите во најавата, овој регион не е баш најсјајниот кога станува во збор во однос на култура, во однос на забава, во однос на просперитет. Но имаме тука еден куп млади луѓе со кои што ќе може да го придискутираме ова. Јас би почнал со најосновното, како живеат младите во овој регион, да речеме ако ги опфатиме Крива Паланка, Кратово и Куманово. Еве на пример, еве Иво. Па младите во овој регион може да се каже дека живеат добро, меѓутоа за да се додаде оној суперлатив на најдобро, сметам дека треба да се залагаме уште повеќе да се бориме за нашите интереси и за тоа на вистина што му треба на нашиот град, да знаеме што му треба на нашиот град и преку тоа нели тоа да стане нели и реалност. Ти си средна школа, така беше? Да. Добро, која година? Прва. Каде учиш? Јас учам во средното општинско училиште Митко Пенџуклиски во Кратово. И не ти доаѓа да смениш околина, да смениш училиште за да отидеш во некој друг град? Па да бев форсирана како и многу други мои врсници да ги учам оние актуелни професии во светот како на пример компјутери, медицина и слично, да, ќе бев запишана. Меѓутоа немаше да го учам по моја волја и затоа одлучив да останам тука и да си го следам мојот сон. Лида, и ти беше од Кратово, така? Кажи ми, нема во Кратово стручно училиште? Па имаме општинствено хуманистичко подрачје, имаме математичка, тоа во трета година. Фактички општа гимназија и се делат во трета година. Сега со години имавме прехранбена, но сега пред, не знам, може 7-8 години, вовидовме туристичка насока, што е навистина добра, затоа што ние Кратово, особено па и целиот регион, и Кратово, и Куманово, и Крива Паланка, изобилуваат со многу знаменитости и многу природни убавини што може да се понудат на туристите, така што потребна ни беше на таква струка. Чи тоа е што може да се избере, така. А за други стручни нема. А други стручни не, например информатика, компјутери, такви работи нема некоја таква иницијатива да се направи? Ние всушност навистина мал град сме, имаме само една гимназија, едно основно училиште кое што има неколку подрачни во селата, инаку тоа е, значи едно училиште. Добро, а кажете ми, младинските центри како функционираше, не знам, конкретно во Паланка, ама пред да почне ковидот, значи години назад. Александар, можеш ли ти? Младински центар, како младински центар, официјално како институција, се уште не постои. Со ова сум запознаен бидејќи моментално извршувам функцијата на претседател на Советот на млади и се залагаме за негово формирање. Токму во оваа зграда, во комуникација со локалните власти, беше најавено дека во наредниот период, согласно со Законот за млади, имаат временска рамка во која што треба официјално да се направи младински центар, така да на таа тема
официјално до сега не постоеше, меѓутоа постоја многу форми на младински здружувања. Меѓутоа можем да тврдам дека беше тоа пак на некое поскромно ниво. И во нашите заложби да направиме некои промени, одзивот беше ограничен, бидејќи се уште нема стварено таа струја, да кажем, како моментум да се направи за да почне тоа да профункционира и да бидат редовни. Така да, согласно со интересот, правиме и некои напори да направиме настани кои ќе бидат интересни за младите. Спомнам младински здруженија дека постоеле претходно, помалецки. Со што се бавеа тие? Има некои случувања кои што можеш да ни ги издвоиш? Мислев на спортските клубови поточно, нив ги карактеризирав како младински здруженија, меѓутоа има неформални здруженија, како што се сега актуелно во Крива Паланка малце повеќе се обрна внимание на екстремните спортови, да кажем. Има здружение неформално на скейтери и здружение на велосипедисти кои што се занимаваат со маунтен байкинг или планински велосипедизам. Во процес сме да и со двете, да кажем, групи на луѓе да направиме некои настани каде што ќе го испромовираме спортот преку активностите, настаните што ќе ги организираме во наредниот период заедно со поддршката на локалната самоуправа и Europe House. Се надевам дека тоа ќе прогресира во нешто подобро, поголемо, каде што тие спортови ќе имаат некоја конкретна иднина во нашиот град. Така. Горана, нешто да додадеш? Јас би сакала да се надоврзам. Europe House Крива Паланка беше отворен во месец февруари, веќе неколку месеци како активно работи во овој град. Би сакала да кажам дека ова е место каде што ние младите, јас и моите врсници, можеме да се собираме, да се дружиме, да научиме нови работи, да стекнеме нови искуства надвор од рамките на училиштето и образованието. И тоа е многу значајно за нас. Исто така, Europe House е како нашиот втор дом, бидејќи ние тука ги спознаваме европските вредности и постојано, континуирано се одржуваат настани кои што се од наша корист, од кои можеме да се стекнеме со големо искуство и едноставно да бидеме дел од Europe House и од активностите тука. Така. Ме интересира во однос на културата конкретно во овој регион. Што активности има во Крива Паланка, зборам од тој тип, значи културни активности? Што може да ви текна, да речеме, последниве година-две пред и после ковидот? Не мора за време на ковидот, пред ковидот. Во културни активности јас би ги наброила кои што секоја година се одржуваат. Јас би ги наброила ликовната колонија Свети Јоаким Осоговски, летната школа за архитектура исто така во манастирот Свети Јоаким Осоговски, фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски и многу други културни настани кои што континуирано се одржуваат секоја година. Меѓутоа исто така имаме многу изложби, уметнички галерии кои што се организираат скоро секоја недела, без разлика дали е време на пандемија или не, функционираат и би можела да кажам дека ние сме благовремено известени и задоволни од културните настани во нашиот град. Joyfest го забори. Те молам. Добро, за Кратово? За Кратово имаме и ние доста настани во текот на годината. Ќе почнам јас од патрониот празник на градот Свети Ѓорги Кратовски на 24 февруари секоја година. Организиравме порано и претходно Божиќен концерт, кој што се случуваше за време на Божик. Потоа имаме Ден на културата, што дознав дека ствари ние имало предлог и ние така си го имаме земјато 10 јуни дека е Ден на културата и секоја година си организираме фолклорен настан. Ги имавме златните денови кои што за жал неколку години не се одржуваат, Компиријадата се одржува, се одржуваат и голем број, односно музеот на град Кратово и Домот на културата Лазар Софијанов одржуваат голем број на изложби, промоции на книги и такви настани, но сепак мислам дека доста ни фалат. Сега ни фали делот со кино.
затоа што имаме ние мултимедијален центар кој што е реновиран, но нема опрема, така што кога некој сака да прикаже филм треба да донесе опрема и така сме имале неколку филмови, но тоа е делот што ни фали, и театар, драма, значи ни фали, но исто така има еден феномен кога ќе им донесат на луѓето нешто такво, може и да остане полупразен. Тоа не можам да сватам, некогаш може дали нашата култура сме подзаборавиле да одиме на такви настани, но сепак тие работи фалат затоа што покрај економскиот фактор, затоа што нема многу луѓе што живеат во североистокот па и во истокот тоа, мислам дека е затоа што културно-социјалниот живот од тој аспект му фалат доста работи. Викторија, во Крива Паланка театар, кино? Имаме едно кино, но исто така... Само на хартија? Да, на хартија може така да се каже. Театар, за жал, тоа го немаме. Се одржуваат само некои театарски представи или исто така таму се одржува и друштвото за Игрорна, немаше така? Да, игрорна, да. Кој што може би поради тоа и поради условите не можат да се прикажат многу филмови и други работи. А мислите дека има доволно публика за да и постои репертоар на кино или евентуално на театар во овие два града? Мислам дека има услови тоа да се Од публика зборам, дали има публика? Да, има и доста заинтересирани млади кои што би сакале сигурно тоа да се направи. Како не повели Александар? Во претходните години може би имаме заборавено сега покрај цела пандемија, меѓутоа јас памтам дека неколку години последователно имаше некои си десетина дена, секој ден да има различна представа, што беа беше тоа така. Имаше огромна заинтересираност од страна на граѓаните тука, посебно на нас младите. Меѓутоа сега како што се условите, се надевам дека кога ќе се олабуваат уште повеќе мерки да ги се вратиме пак на старото, бидејќи фали во Крива Паланка пак да има елемент на возбуда, бидејќи за сега остануваме со истите вести, цело време пратиме што се случува и живееме во еден вид на страв, да кажем, и од тука потекнува и неактивноста кај луѓето што се трудеа до сега да организираат некои ствари, се со цел да не бидат изложени на критика дека не ги почитуваат мерките и дека работат спротивно интересите на државата во овој момент, а тоа е да придонесат до зголемување на бројот на заразени и така натаму. Сакаш нешто кажеш, Лида? Да, сакав да додадам, да тоа беше убав настан. Јас се сеќам, еве на пример, ние ги поддржуваме таквите настани, ние бевме баш од театар комедија имаше тогаш представа, но сакав да додадам еден настан што го заборавив, тоа е шопската свадба кај нас во селото Куклица што се одржуваше повеќе години, а тука знам дека во Конопница невестинско поклонение се одржува, кој што многу интересен, дури интернационален настан има за карикатури. Има некои настани што треба уште повеќе се промовираат за да може да се привлечат не само од Македонија, туку и од страна да се привлечат луѓето да дојдат. Така, очигледно видовме дека тука фали кино, фали театар. Јас би се префрлил малку директно во Куманово, да ги прашаме кумановци кај нив како стои ситуацијата. Куманово, куде сте бе? Как? Кажете нешто на кумановски друга? Какои сте? Добри ли сте? Ги погодив ли падежите? Здраво, погодија си све гораст, имаш 5 од нас. Добро. Каква е ситуацијата кај вас на ова прашање? Денес се наоѓаме во центарот од Куманово. Споменав дека имам различни луѓе од културниот аспект и ќе збориме за културата во Куманово, како е позицијата на младите врз основа на културата и така натаму. Разговорот ќе го продолжиме со актерката Владанка. Здраво, Владанка, мило ми е што си денес на наша емисија Моја историја. Здраво, многу ми е драго што сум дел од Моја историја и ми представува особена чест да бидам дел. Дали ќе можеш да ни покажеш како е културниот живот во Куманово на аспект на театар? Сметам дека културниот живот во Куманово од аспект на театар е
во добар правец и дека напредуваме, дека цело време продуцираме нови представи од секаков тип, и драми, и комедии, и детски представи. Дури можам да се пофалам дека работевме за време на пандемија со почитување на сите мерки и протоколи. Создадовме 2 представи. Сега повторно продолжуваме со работа, не чека едно така топло работно лето. Можам да кажам дека навистина се трудиме да му понудиме на Куманово квалитетен театар. И тоа е тоа што е важно. А уште поважно е да се каже дека граѓаните на Куманово навистина сакаат театар и тоа нас актерите не мотивира да создаваме и работиме повеќе. Така што сметам дека културата, кога станува збор за театарот, е на добар пат. Фала ти, Владанка. Се надевам да ви имаме активно цело време во нашиот град. Разговорот ќе го продолжиме со музичарот Марио, кој исто така е од Куманово. Марио, дали можеш да ни покажеш колку настани имаше во Куманово, дали се организираат? Пред се здраво од мене, многу ми е драго што сум денеска тука со вас. Ја покрај тоа што сум музичар и вработен сум како културен соработник при општината, така што се занимавам со организација на некои културни настани и манифестации генерално, особено музички, затоа што сум во областа на музиката повеќе. Сметам дека, особено за време на пандемија, дадовме се од себе да им приредиме на луѓето нешто што може да ги анимира барем на кратко и соодветно. Меѓутоа, у секој случај мора да бидам искрен да кажам дека недостасуваат манифестации за особено младите луѓе, почнувајќи од ноќни клубови па до концерти на отворено, и се надам дека тоа у најскоро време ќе се смени и во улога на музичар сакаме да почнеме со настапи и се некако регуларно да се одвива за да му се вратиме на убавото и старото. Денес со нас исто така е Петар, кој ќе ни збори на аспект на културата, на аспект на книжевност. Здраво, Петар, мило што си денес со нас. Дали можеш да ни кажеш колку нашиот град се инвестира на книжевноста? Мислам дека од целокупнава култура најмалку во книжевноста се инвестира. Првенствено, Куманово како град кој е втор по големина по број на жители, нема книжарница. Ја имам 34 години и не се сеќавам дека во овој град имало книжарница, така да за да дојдете до книга, купите книга, најблиску можете да го направите тоа во Скопје. Тука морам да го пофалам Центарот за култура, кој во последно време многу активно организира промоции на книги и па дури успеа и мене да ме убедат, иако со години одбивав да имам промоција во Куманово. И исто така би сакал да, бидејќи еве сме во пресрет на локалните избори, на идните кандидати за градоначалници, да им порачам дека катниве гаражи не се толку важни колку што е важна културава, така да повеќе на нивниве агенди да има култура застапено, отколку ете. Чест ми е дека со нас е Фјола. Здраво, Фјола. Пошендеќе. Дали можеш да ни покажеш како е културниот живот во регионот од Куманово и Липово? На комунен е Ликовос, nuk kemi aq mjaftueshëm kushte, do me thonë që nuk kemi biblioteka, nuk kemi sallat sportit, nuk kemi shumë senet nevojshme për njerion përditshëm, do me thonë që përdoren. Гора слушнавме дел од мислење од различни луѓе од аспект на култура. Ние останаме овдека, очекуваме повторно да ни побарате и да се врзиме тако. Ете, тоа беа кумановците, ќе ги чуеме повторно после, само нека сменат локација за тоа време. Вас да ја прашаме интересира тука, што прават младите во овој регион најчесто? Како им се одвива секојдневието? Младите во Крива Паланка најаќе се за време на ковидот, најаќе се собира во домашните услови, што беме со полиски час, а сега кога се ослободи може малку шетање. Низ патеките што ги имаме во градот на Кекалин камен, што многу средовно. Добро, кажи ми, има повеќе локалитети во околината на Крива Паланка кои што се интересни за странци. Ме интересира колку младите одат на тие, не знам, Јоаким Осоговски, не знам, рековте дека имаат патеки. Станешки водопади горе в Станешка река. Така? Многу локалитет кој сега скоро ќе се среди. Добро. Ќе патека на него.
Младите знаат често да одат на излет на такви патувања во близина тука негде? До Калин Камен, да. Други Што некои не знам локалитети? тоа. Тука во близина други некои локалитети? Има. Има. А кажи ми негде подалеку од Паланка се осудувате нели да тргнете да отидете не знам до Куманово, во околината на Куманово има исто многу или тоа поретко? Поретко. А во Кратово каква е ситуацијата со младите секојдневието, на што им се сведува кога да речеме не се во училиште или кога не прават некоја конкретна работа, со што се бават? Јас мислам дека на сите ни се многу променија навиките откако нели се соочивме со короната, бидејќи ако претходно повеќе седавме по кафичите, сите можам да кажам и младите и најмладите, значи сите по кафичите бевме, сега мислам дека повеќе одиме во природа, повеќе одиме и во село на посети, на прошетки. Еве ние можеме еден позитивен настан да спомнеме затоа што формира планинарско друштво, односно Скопски спортски планинарски клуб, што немавме, навистина штета е во таков регион живееме да има толку планини, а да нема нели такво планинарско друштво, така што еве се активираме со тоа и тука мислам дека Ива може да додаде бидејќи таа е дел од овие акции, може да каже подобро како младите, односно најмладите го поминуваат слободното време. Ива повели. Ќе се надоврзам на планинарењето што го спомна и наставничката Лиде. Тоа се отвори скоро и јас како еден од најмалите, па ако не и најмалчен, можам да кажам дека е одлична прилика за сите млади кои сакаат да ја истражуваат природата, да ја видат што на вистина нуди природата и да ги видат сите тие природни убавини кои ги имаме, а претходно ги немаме како видено и исто така е прилика нели да ја истражуваме природата нели преку ова планинарско друштво. Така. Фросина, кажи ми, знаеме дека младите многу често доаѓаат во главниот град. Што мислиш според тебе и според твои сознанија, зошто е тоа така? Само образованието ли е или има и нешто друго? Како главна причина може да се наведе образованието, но и од финансиски аспект мислам дека во главниот град имаат младите гледат услови, повеќе избор на работни места, мисля дека таму може да ги имаат повеќе избор да ги представат своите вештини, таленти. А што се однесува до одењето надвор од Македонија? Од иселувањето надвор од Македонија земам во последните години зема голем замав и мислам дека тоа е потрагата по екзистенција, значи подобри услови за живот. Така. А каде најчесто се оцелуваат младите од Крива Паланка? Најчесто Германија, Италија. Тие две. Во Америка никој да му текне да отиде. Па може би има. Во Кратово? Ако можам тука да додадам кај нас па спротивна работа во Америка имаме многу, така што сега не знам, мислам делот околу Нью Џерси ги има многу и ќе кажаме на анекдота што ја кажувам цело време, не е ни анекдота, вистина е, кога ги прашувале американците од каде сте и они одговарале сите од Кратово и они прашувале колку голем тој град Кратово, колку толку луѓе има таму. Но исто така што спомна Германија многу популарна во последно време, имаме и селеници во Франција, но во последно време Германија. Сакаш да додадеш нешто? Ако ми дозволите, еве пак за Крива Паланка, ќе додадам туку уште малце. Може би некогаш беше животно прашање и решение, меѓутоа сега се повеќе станува тренд. Не е дека тука нема потенцијал и нема. Ние живееме во време на интернет. Меѓутоа, кога зборувам со луѓето, мои пријатели што имаат заминато натаму, тие тоа го знае уште пред да пробаат да го најдат своето место тука. Значи, се откажа буквално од образование, го зема како дека мора, ама уште од мали им беше насоката, намерата да заминат од тука. Зошто? Тоа само тие знаат или не знаат. Не знам. Кај мене е различно. Јас ќе пробам тука да останам, си ја гледам иднината тука и ќе се борам на сите да ја претворам моја визија во реалност и да пропагирам да останам тука за да не остане Крива Паланка без млади луѓе. Тамана, и со тоа да го направиш и да направиш место и Крива Паланка да стане место за
потенцијално и другите да може да се пробијат на ист или сличен начин како Крива Паланка има огромен неискористен потенцијал. Меѓутоа ние како идни генерации треба да се залагаме за да го искористиме тоа сите заедно. Најлесен излез е да се откажеме и да заминеме да чекаме следниот, некој следен да остане тоа да го прави и потоа ќе покажуваме со прст, еве овој не направи вака, овој не направи онака и тука да направиме така да најдеме вино. Вино да нема никој да повели. Како уметник кој твори тука во Крива Паланка е тешко да се просперира, но јас сакам и се трудам да просперирам тука во Крива Паланка со поттикнување на младите, одржување на креативни работилници, одржување на изложби, но мислам дека младите треба да повеќе да се поттикнат да ги посетуваат културните настани, да се поттикнат и мотивираат креативно да се изразуваат, да спортуваат без разлика од која област се работи. Како што кажа Александар, пред да се откажат, значи прво да пробаат, па потоа да го гледаат патот надвор од државата. Да, во принцип иронијата е тоа што луѓе треба воопшто да треба да бираат измеѓу една и друга работа, а не дека по дефолт треба да се знае дека они треба да си работат и да си творат тука. Да, од финансиска гледна точка да, но секој труд се исплати. Значи треба да се трудиме, подоцна ќе видиме дека после некое време значи трудот ќе ни биде признае. Така. Според статистика ова е најнеразвиен регион. Зошто е тоа така? Може ли некој да ми каже? Било кој или повеќе луѓе се едно. Каде е проблемот? Што недостасува тука за животот тука да биде малтене ист како што би замислувале твоите другари во некој друг поголем град метропола? Јас пак еве уште еднаш ќе се надоврзам на тоа е индивидуално. Може би се смета за најнеразвиен бидејќи поседува огромен потенцијал кој што се уште е неискористен. Ние сме во Рицко-планински предел, така да имаме потенцијал да имаме скијачки центар. Од тука имаме потенцијал, меѓутоа ние сите ќе отидеме во Банско, во соседна Бугарија, нема овдека да направиме ништо. Може би од таа гледна точка се смета за, зборувам конкретно за Крива Паланка, како еден од неразвиен. Од друга страна, ова е транзитна точка тука, за да поминете на Бугарија, мора да застанете попатно во Крива Паланка. Тука исто се нудат многу можности кои што може да бидат искористени, меѓутоа за жал се уште, како што спомнав, никој не даде некој конкретен да кажем, не се избори да направи нешто како светл пример за другите да го следат и да кажат, окей, ако можел тој, можем и јас. Така да се надевам дека во наредниот период ќе се смени тоа и дека овој да кажем епитет на неразвиен предел ќе се смени во еден од посветлите примери во нашата држава. Така, Горана повеќе. Јас и моите врсници би можела да зборувам во името на сите средношколци како млад амбасадор на Сојуз на средношколци во Крива Паланка. Би кажала дека нешто што навистина ни фали е добра читална, бидејќи во поголемите градови има така наречени кафе читални, во кои младите го поминуваат своето време ван училиштето и исто така тие таму можат да имат самопослуга и послуга на најразлични пијалаци и храна, бидејќи тоа го има во другите градови и ние би сакале да најдеме начин да нашиот град да го збогатиме со повеќе читални, така наречени кафе читални, и мислам дека тоа е навистина потребно за младите и за моите врсници. Така. Ива? Јас сакам да кажам дека голема улога игра и менталитетот, не само македонскиот, не само балканскиот, туку општо и светскиот менталитет кој се стреми да бутне нешто што почнало да цути. Меѓутоа, благодарение на овој менталитет со кој сме обкружени секојдневно, мислам дека тоа е и причината за нашата себичност, егоизам и егоцентричност. И мислам дека не само нашиот регион, туку општо во целата држава младите се иселуваат од причина што тука се почитува повеќе да не кажам нели партиската книжка и квантитетот отколку квалитетот во нашата држава.
Така, Горана ми даде една многу интересна насока. Доколку сте вие следниот градоначалник на овие два града, што би направиле како првите 3 чекори? Ај прво Горана, после Лиде. Првен, јас би ја зголемила материјалната состојба на секое семејство, поточно јас како градоначалник првен би отворила повеќе работни места во овој град. Би сакала секое семејство да биде добро ситуирано, за да бидеме поразвиени и да го зголемиме нашето место во статистиката. На второ место јас би вложила во спортот и во младите, во потенцијалот на младите во нашиот град, бидејќи ние имаме услови за спорт, имаме трим патека, имаме спортска сала, имаме игралиште за тенис, односно тениско игралиште. Меѓутоа, колку се тие достапни за нас? Би кажала дека тениското игралиште, доколку некој сака професионално да се занимава со спорт, тоа е заклучено и се плаќа 200 или 300 денари од час. Доколку сака некој професионално да се занимава, доколку сака да посвети повеќе време на спортот, повеќе од 2-3 часа, тоа дури би чинело повеќе од 500-600 денари, дури до 1000 денари. А доколку ќе повторам, доколку некој професионално сака се занимава со спортот и да одржи некој континуитет, би морал почесто да го посетува тоа место, а тоа младите во нашиот град како низок во статистиката на финансиски услови, не би можеле сите млади да си го дозволат. Така. Тоа би било мојата забелешка во однос на спортот и младите во Крива Паланка. Ова се забелешки кои што принцип нели ги посакуваат сите. Нешто поконкретно, има ли некој да ми каже, на пример, еве, јас би отворил фризерски салон, на пример, збор. Лиде, повели? Јас бидејќи сум туристички водич, а и бидејќи има огромен потенцијал целиот регион како што споменав, и сега неблагодарна да зборувам за Крива Паланка бидејќи јас сум од Кратово, така што би рекла кога би била градоначалник на Кратово. Јас би се сосредочила токму на туризмот, значи би направила стратегија, планови, би пробала да добијам што повеќе проекти, инвестиции, би вложила многу во маркетинг, затоа што еден град како Кратово, кој што да се наоѓа во друга држава би бил најпосетен, кај нас за жал многу слабо е посетен. Од 2013 се промени малку ситуацијата, но сепак не е тоа. Значи Кратово е еден град кој што има 6 средновековни кули, подземни ходници, каде што може да се влезе, што ретко во некој град може нешто да се пофали такво. Така што мислам дека тоа треба да се сосредочиме секогаш кога сум размислувала за Кратово, на вистина другите области не можеме да кажеме дека можеме да имаме некој просперитет, но со туризмот треба тоа да се направи, сместувачки капацитети, ресторани, така што би се отвориле многу работни места и многу туристи, да не кажам еве така ми дојде Венеција, ама не само Венеција, има многу градови во светот што сум ги посетила во Европа, што ме потсетуваат на Кратово, што се полни со туристи, а Кратово за жал е па полупразна. Македонската Венеција да биде Кратово. Да. Дали вие... Да. Гледам дека прилично сте ангажирани во Кратово. Доколку ви се отвори можност, би си заминале од Кратово? Јас да ви кажам, бидејќи со оглед на тоа гледам дека сум малку постара од другите учесници. Повозрастна. Повозрастна, да, може така се каже. Значи јас студирав во Скопје, се вратив во Кратово и работев во Кратово 5 или 6 години веќе. И на тој начин што ми се отворија работни места, имаше работа. Сега бидејќи сум и туристички водич и така се погоди ситуацијава од лани во август отидов во Скопје да живеам, сега моментално живеам во Скопје, но јас се надевам и мислам Кратово е во моето срце нормално и сум чисто во Кратово, така што да, се залагам цело време за промоција и за промотивни активности, социјалните мрежи и по телевизија, значи секаде го промовирам Кратово и на настани што сум била и надвор од државата, така што се надевам дека ама не е само до мене да биде, туку треба целата општина и сите да пробаат нели со промотивни активности за да го промовираме градот. Така, Викторија, кажи ми, ти си средношколка, така? Да. Да. Многу луѓе кои што одат надвор од својот град, да речеме да студираат во Скопје, остануваат таму и по завршувањето на студиите, иако немаат конкретна работа или конкретна обврска. Што мислиш, зошто е тоа така? Мислам тоа е бидејќи во Паланка нема доволно работни места, како што можете да видите,
и едноставно да останат тука те ќе бидат невработени, а за да обстоиме ние треба да имаме финансиски средства. Мислам дека тоа е едно од поголемите проблеми, бидејќи и затоа луѓето одат надвор од градот, односно од Крива Паланка, дури некои во други држави да работат, бидејќи тоа е голем проблем во Крива Паланка. Така, претпоставам дека и другите или имаат некое друго мислење. Дали може јас Горана, се повели? надоврзам? Мислам дека најчеста причина, јас повторно би зборувала во името на средношколците, мислам дека основна причина зашто ние се иселуваме и во иднина ќе се иселиме од градот Крива Паланка е тоа што во Крива Паланка нема стручно насочено образование, нема избор за образование и нема високо образование. Доколку сакаме не високо да се образоваме или да посетиме некое стручно насочено училиште, ние би биле приморани да го промениме нашето место на живење, односно да мигрираме во метрополата или во градовите кои што може да ни го возможат тоа. Ние младите сме полни со потенцијал и јас би кажал дека секој би сакал да има добро образование, да биде добро ситуиран во животот и сите ние ја бркаме кариерата на другите места. А мислам дека најчеста причина зашто се иселуваат луѓето од Македонија, исто така како што кажа Александар, тие го спазува трендот, тоа е како на некој начин како тренд, меѓутоа Македонија не е членка на Европската унија, а има држави, поголемиот дел од државите на запад се членки на Европската унија и мислам дека затоа луѓето од Македонија се иселуваат бидејќи во другите држави имаат подобри услови, поголеми примања и приходи, можат да направат голема кариера, можат дури да нивниот потенцијал да биде искористен од страна на државата, да имат повеќе можности и тоа би било причината зашто луѓето... Да. Ситница. Таман, значи памтите го зборот, сакам да ги прашам кумановци на истово ова прашање. Кумановци, дали се слушаме? Да, Гора, се слушаме. Исто прашање за вас. Зошто по студиите во главниот град луѓето остануваат најчесто во главниот град и не се враќаат во Куманово или пак одат на страна негде без разлика што се уште немаат работа? Разговорот ќе го продолжиме со некои средношколци кои се многу активни на нашиот град. Милена, здраво. Здраво. Дали можеш да ни кажеш зашто младите луѓе и студентите од Северна Македонија мигрираат на други држави? Мислам дека нашите млади кои се тука немаат толку многу иднина во овој град и мислам дека тоа е причината зашто тие се иселуваат и сакаат да имат подобра иднина и за нивните семејства и за нивните деца и така натаму и мислам дека тоа е најголемата причина за иселувањето од Куманово. Благодарам. А ти? Përshëndetje. Unë mendoj se të rinjt largon nga vendi ynë për shkak se nuk kanë mundësi të gjejnë punë në profesionin që kanë kryer dhe për një karrierë më të mirë. Dëmturie? Përshëndetje. Patjetër që faktori është se kushtet ekonomike në këtë vend janë shumë të pakta. Prej në femirinë jemi rritur me frazën që me të vërtet nuk ka këtu arsimim dhe shkollim të mirë. Dhe për këtë arsye shumica e të cilët kanë shkolluar, kanë diplomuar, sot janë në shtëpi dhe nuk janë të punësuar. Gjë e cila që mund të paguhen shumë më shumë jashtë vendit. Kjo do me thonë është një demotivim shumë i madh për rinjin sot. Unë mendoj se sot rinjia ka nevojë për mbështetje shumë të madhe që të mbërrijë mbajat e suksesit. Здраво. Јас мислам дека причината поради која што младите се иселуваат од нашата земја е тоа што можеби кога ќе се иселат ќе имаат многу подобар живот, бидејќи нашата држава не може тоа да го овозможи, бидејќи со завршени факултети тешко е кај нас да се најде работа. Мате, еве тебе лично ќе те прашам, дали после студии би останале во Куманово или би оделе надвор од држава? Не, ја мислам дека би се иселил од надвор од нашата држава, бидејќи мислам дека ни во главниот град не можам да најдам работа која што ја сакам. Со толку скептицизам го гледаш државата. Па може да се каже. Благодарам на сите што учествувате на моја сторија.
Горас ги слушнавме мислењата на моите сограѓани. Дали имате дополнителни прашања? Така, јасно ми. И уште едно прашање, малце така пикантерија од тука што ги прашав гостите, исто и за вас. Доколку вие би биле градоначалник во моментов, што би направиле, што би смениле, што би додали или што би одзеле за да се подобри животот на младите луѓе во Куманово? Еве една прашање доаѓа од Крива Паланка. Дали вие, која ќе бидете градоначалники, каква програма го објавите? Мислам дека на младите многу им недостасува забава и дружење меѓу самите себе и затоа мислам дека треба повеќе да има фестивали, некој вид на концерти каде што младите ќе дојдат, ќе се дружат и ќе може да комуницират едни со други. Исто така би можело за личностите кои сакаат филмови или пак да гледаат серии, може да се направи кино. Во главно би сакала да ги вклучам повеќе младите во целиот процес на овој град. Благодарам. Вие други? Gjithashtu edhe unë mendoj se të rinjt duhet të jenë pjesë, më shumë do të jenë pjesë e vendimarrjes, të ndëgjojnë cilat janë kërkesat e të rinjeve. Gjithashtu siç e përmend në qytetin tonë mungon kinemaja dhe disa aktivitete që janë kulturore. Dhe njëra që mungon më shumë të është qendra rinore, që mungon në qendër të qytetit tonë, që do të ishte shumë e mirë për shoqërim midis etnive. Unë mendoj që duhet të ketë vende për mësime, gjë që është më kryesore, pastaj të ketë vende për relaksim për të rinj, të ketë parqe për fëmijë më shumë, dhe teatro, biblioteka, kinema, të cilat të paktën fëmijët një herë në javë duhet të vizitojnë. Mati? Јас кога би се ставил во функција на градоначалник, би променил многу работи за младите, како например прво би почнал да се организира повеќе фестивали во градот, бидејќи тоа многу недостасува. Исто така може да се направат и повеќе концерти, некои што можеме самите ние млади да учествуваме во нив, бидејќи можеме да направиме многу повеќе кумановски групи кои што ќе можат да ги забавуваат другите млади. Ви благодарам на сите што учествувате денес на моја сторија. Фалимдерит. Ете, тоа беа кумановци, тоа би го направиле тие доколку се градоначалници. Немојте мене да ме прашувате само што јас би направил доколку јас станам градоначалник. Александар? Јас имав да додадам за точката миграција, прашањето што беше претходно елаборирано од моите другари тука исто присутни. Моето видување зошто заминуваме и остануваме во Скопје, нешто што многу ретко некој го има анализирано и кога зборувам со моите другари, а тоа е дека во Крива Паланка во главном домаќинствата живеат во куќи. Многу малци има да се изнаемат станови, а за да земеш да правиш некој зафат градежен каде што ти би добил некоја слобода да се оделиш, да кажем, од дома, да се осамосталиш и да си градиш кариера самостојно. Се уште сме многу млади и финансиската слобода тоа не го дозволува. Така да една од да кажем проблемите и тоа што во Крива Паланка можеби недостасуваат повеќе градежни инвестиции како што се на пример згради, каде што ние би можеле да закупиме некој стан, да земеме под кирија, тука да престојуваме. Така. Спортски терени има. Услови за вежбање има. Успеси има. Ракометарите нели и атлетичарите од Куманово, женскиот кошаркарски клуб од Паланка, Крива Паланка. Што се случува на темата на полето на спортот на Викторија? Во Крива Паланка имаме многу спортски клубови, како што се фудбалскиот клуб, кошаркарскиот клуб, пимпоргарскиот клуб, карате клубот и кикбоксот. Исто така јас сум дел од кошаркарскиот клуб, што можеби сега луѓето ги гледаат само успесите, но не ги гледаат препреките што ние тие сме ги поминали. Например, кога имаше надпревари, клубот треба сам да си ги покрие сите тие трошоци и други работи, за да еве сега за време на пандемијата кога беше, требаше ние самите да си ги покриеме теренот. Пример, кај нас во кошаркарскиот клуб има повеќе групи, каде што ако се земе во предвид да треба да платиме за секој час, тоа излегува многу повеќе. Кој што, пример, тоа доаѓа до еден проблем. Исто така, има многу таленти во клубот, кои што со помош
на некои луѓе би можеле да прераснат во многу големи таленти, но сето тоа треба да се стимулира и да се Да. одржува од општината, предпоставувам. да. А прави ли општината нешто Има. конкретно во однос на спортот? Да, имаме, како да кажам, некоја помош од општината, но, како да кажам, пред тоа, таа беше во многу помала мера. Така. Ива, кажи ми во Кратово, што се случува со спортот? Па за да некој го засага спортот и за да некој стане спортист, првин треба уште на мали нозе во главата на тоа дете да се вреже онаа љубов кон спортот. Што се однесува до спортот во Кратово, јас ке зборувам за мојот спортот, тоа беше ракометот. Може би денеска ќе бев некаде во сферата на спортот, доколку не се случија некои си државни промени. И сакам да кажам дека за разлика од сега, претходно, буквално нашиот град дишеше за спортот. Ми фали она чувство кога трибините се полни, буквално сите бегаат од часови за да дојдат и да не гледаат нас. И верувајте, не постои никоја диплома, никоја пофалница и никој сертификат што може да ве направи поисполнети од тоа да добиете аплауз од публика, од тоа да почувствувате победа, а посебно најзлатните секунди се оние последните, например кога се игра гол за гол и на крај се даде победничкиот гол. И еве за крај исто така ќе кажам, порано многу пратев спорт и ќе кажам една реченица која ја кажа Борко Рисовски во едно интервју, во кој не се однесува само за спортот, туку општо за целиот живот, а тоа гласи: колку се трудите, толку и ќе успеете, а колку ќе успеете, толку и ќе вредите. Одлична мисла. Пред крајот би сакал да ги прашам Фросина и Костадин. Костадин, прво, каде го гледате североистокот, да речеме за 5 години од сега, овој регион? За 5 години малку со подобрување, затоа што младите ние ќе стекнеме со подобрување, може да стекнеме со уметност. Јас се занимавам со рачни изработки, од кои што правам од стари работи, на пример некоја саксија декорира со декупаж, што ќе биде многу убаво изработено. И тоа сакам да го претворам во личен бизнес. Така. Фросина? Можам да кажам дека отварањето на Europe House тука во Крива Паланка ни дојде како едно големо освежување, каде што си имаме можност да се дружиме, да ги покажеме своите квалитети и таленти, да се надоградуваме себе си. И тоа со потик и со поддршка и мотивација од тука од вработените од Europe House. За 5 години североистокот го гледам исто така со подобрување, само доколку надлежните повеќе се посветат кон развој на услови на создавање на младите. Така. Гледам од преска Горана сака нешто да каже, ја чеша дланките. Те молам, Горана, ти имаш честа да бидеш последна што ќе заврши оваа епизода на моја сторија. Во право сте би сакала да кажам нешто да додадам како за крај. Во Крива Паланка, да, ни фалат многу работи, тоа е јасно и очигледно, бидејќи сме мал град, неразвиен, нединамичен, понединамичен за разлика од поголемите градови, за разлика од метрополата во нашата држава. Меѓутоа, како што кажа Фросина, Europe House во Крива Паланка ни дојде како освежување. Ова е место каде за нас средношколците, за нас младите, за мене и моите врсници, најважно е да имаме место каде што ќе се дружиме и собираме надвор од училиштето, надвор од рамките на училиштето. Да не се кафичи. Да не се кафичи, бидејќи на нас навистина ни требаат места каде што би можеле да ги спознаеме нашите вредности, европските вредности и да се поттикнеме самите себе си, да организираме настани со кои ќе ги поттикнеме и другите да се занимаваат со многу работи, да ги откриеме креативноста и талентите во другите луѓе, потенцијалот, и сето тоа може да биде откриено и реализирано преку различни настани од Europe House Крива Паланка. Би сакала за крај да додадам и дека точно пред една недела јас лично организирав настан како млад амбасадор на Сојуз на средношколци во Крива Паланка, во соработка со Europe House Крива Паланка, со голема почит спрема вработените и со голема поддршка од нивна страна. Настанот се
реализира преуспешно на тема младите и спортот во време на пандемија, од кој многу поуки извлековме, многу работи научивме, со големи искуства се стекнавме и имавме можност да ги слушаме мислењата на врвните спортисти во Североистокот и општо во цела Република Северна Македонија за нивното искуство и нивниот тренинг во време на ковид пандемијата. Убаво кажано, ти кажам, дури и јас немаше вака добро да го срочам крајот. Ви благодарам на сите за тоа што ни бевте гости, мене ми бевте гости во ова номадско издание на Моја сторија, а скомрасите од Моја сторија го продолжуваат караванот и следната епизода ќе не видите во студиото на Europe House во Струмица. Темата следната епизода претпоставувам дека и вие знаете, а тоа е младите во Југоистокот. До тогаш довидување, имајте убава недела, чувајте се, уште малку мислам дека фали за ова зло да му ставиме крај. Пријатна вечер и се гледаме следниот вторник. Довидување.